Жителите на Газа се простија од најблиските, убиени во израелските напади кои продолжуваат по терористичкиот напад на 7 октомври кој што го изврши Хамас. Во исто време, САД и земјите во регионот се залагаат за прекин на огнот. Разговорите се закажани во Доха, главниот град на Катар. Хамас сигнализира дека нема да присуствува. Очекуваме да ни кажат посредниците дека Израел го прифати она што се нуди. Секој состанок треба да се заснова на разговор на механизмите за имплементација и поставување на рокови, наместо да се преговара за нешто ново. Во средата, портпаролката на Белата куќа Карин Жан-Пиер изрази надеж дека ќе има разговори во Доха. Секогаш има многу изјави во јавноста. Тоа сме го видели и порано. Не е ништо ново. Но председателот Џо Бајден призна дека мирот е тешко остварлив. Станува тешко. Ќе видиме што ќе направи Иран и ќе видиме што ќе се случи, ако има напад. Но јас не се откажувам. Се стравува од ирански напад врз Израел по неодамнешното убиство на лидерот на Хамас Исмаил Хание на иранска територија. Израел не ја презеде одговорноста за убиството, но е на широко обвинет за нападот. САД распоредија дополнителен воен капацитет во регионот како одвраќање на Иран и неговите други сојузници, вклучително Хезболах. Групата го засили преку граничниот оган со напади врз Израел од Либан. Специјалниот пратеник на Бајден за Блискиот исток Амос Хохштайн беше во Бејрут. Нема повеќе време за губење и нема повеќе владени изговори од која било страна за секое понатамошно одложување. Завојуваните страни меѓусебно се обвинуваат за ќорсокакот. Хамас е тој што продолжува да поставува дополнителни услови и одби да постигне договор. Многумина го повикуваат Бајден да стори повеќе за да изврши притисок врз Израел. Да му се каже на Нетањаху, играта заврши, без разлика дали ќе биде председател Харис или Трамп, дека САД нема да имаат попусливост кон Израел, значи време е за нова ера. Таа нова ера е регионална интеграција за Израел во замена за палестинска државност. Но тоа засега е далеко. Прекинот на огнот во Газа останува неостварлив прв чекор.